Уште пред стартот на собраниската дебата за уставните измени, тие се осудени на пропаст. Опозицијата ни подразно нема да ги поддржи, порача првиот човек на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, ден пред стартот на комисиската расправа за предлог амандманите за внесување на бугарите во Уставот. Еве, утре ќе бидеме таму присутни и еве, кога ќе биде точката ставена на дневен ред, членовите од коалицијата предводена од ВМРО ДПМН ќе гласаат против. Така ќе биде и на самата седница, кога овие уставни измени, предвидени според комисијата уставна, така наречена, предводена од Цаца Николовска, се доставени во парламент. Не знам од која беше причината и кој беше мотивот содржината да се стави, да ако беше мотивот дополнително да се влоши позицијата на Македонија, успеа. Цврсти на својот став по ова прашање остануваат и власта и опозицијата. Првите сакаат по секоја цена да го променат уставот, додека вторите не прифаќаат уставни измени под сегашните околности и бугарски диктат. Не гледам ни причина под ваков диктат дека ќе биде променет мојот став, но истовремено тој став е поддржан од органите на партијата, од коалицијата, од пратеничката група и очекуваме на вистина европско однесување кај нашите стратешки партнери и со една идна влада да седнеме, да работиме на тоа делот тие околности кои што таму се програматични и кои што нас не загрижуваат да бидат променети. Собранискиот спикер Талат Џафери пленарната седница за потребата за пристапување кон уставни измени ја закажа за 18 август. Пред тоа на 25 јули ќе започне расправата во Комисијата за уставни прашања, која може да трае најмногу 10 работни денови. Со оглед на тоа што 2 август е неработен, а за 27 јули се закажани пратеничките прашања, комисиската расправа се очекува да заврши меѓу 7 и 9 август.